Добро дојдовте назад во Теесдорф. Тука е сместен најголемиот центар за обука и полигон на австрискиот автомобилски клуб. И имаме идеални услови да ги подвргнеме на тест нашите 5 финалисти. Почнуваме со Рено Аркана. Овој модел е пресвртница во филозофијата на Рено, особено што е купе обликувана каросерија на спортско корисно возило и прво е во C сегментот од тој тип. Dacia Spring, првото електрично возило кое ни доаѓа од оваа романска марка, но се произведува во Кина. Едно од најевтините возила на пазарот и тоа што е електрично. Дури може да се набави во некои европски земји за помала сума од 11.000 евра поради субвенциите. Шкода Фабија, 4-та генерација, која изненадува не само со својата појава, со својот изглед, туку и со зголемениот простор во внатрешноста. Hyundai Bayon е возило кое допрва ќе го освојува пазарот. Тој има голем потенцијал, исто како и Toyota Yaris Cross, која со помош на хибридната технологија може да има и погон на сите 4 тркала поради електромоторот што е сместен позади. Секој од овие 5 финалисти има своји адути, без оглед од кој производители и по која цена. Имаме идеални услови за тестирање. Да не губиме време. На полигонот во Теесдорф можеме да ги подвргнеме автомобилите на сите оние ситуации кои би можеле да се случат во сообраќај. А тука се гледа колку се напреднати дотерувањата на возилата. Hyundai Bayon со своето појавување означува продолжување на традицијата која негува оваа корејска компанија кон спортско активните возила или, ако сакате, кросовери. Компактен по димензии, тој е опремен со добра технологија. Што се однесува на возење на лизгава површина, Bayon многу добро се снаоѓа. Со брзина поголема од 55 км на час ќе биде исфрлена од рамнотежа каросеријата, која, патем речено, многу лесно ја смирив. Hyundai се покажува дека има голем напредок во динамиката која ја пружа во своите нови модели. Овој круг што го направив е во должина од 2200 метри, а нема да поминеме само еден круг со секој автомобил. На располагање имаме 5 часа за тоа. Најновиот производ кој ни дојде од Рено се вика Аркана. Овој атрактивен кросовер има купеовска линија. Рено има големо искуство во правење на спортско корисни, но и на спортски возила, па неговите атрибути се сместени во оваа каросерија. На полигонот имаме услови кои симулираат не само влажни, туку и лизгави и подзамрзнати коловози. Тука Аркана е инфериорна само поради една работа. Има летни пневматици кои во ниеден случај не можат да ги задоволат потребите на ова возило. Дури и на искачувањето, кое не е толку стрмо, тешко се качувам токму поради пневматиците. А на суво, Аркана покажува дека ги има сите атрибути кои би ги барале купувачите на Рено. А тоа е добар изглед, добра ергономија, одлична амортизација, добро управување. Рено ги има сите атрибути да завладее со овој сегмент кого го започна.
Поради се поголемата популарност на спортско корисните возила, Toyota одлучи да направи и субсегменти на своите постоечки модели. Еден таков пример ни дава Toyota Yaris Cross, која со својот теренски изглед делува многу симпатично. Иако е малку повисока и со поголемо растојание од тлото, се забележува дека Toyota успеа кај овој модел да направи добри подесувања, па неговата возливост е добра. Што се однесува до возните својства, тие се како што може да се очекува од Toyota, но мене ми пречи звукот кој го произведува моторот и цевете менувачот. Неговиот звук превише и пресилно се слуша во кабината, па со тоа и се намалува комфорот во самото користење на Yaris Cross. Но, што се однесува до технологијата, и тука може да се даде суперлатив на Toyota поради имплементацијата на хибридниот систем кој ви дава и погон на сите 4 тркала. А што се однесува до управливоста на терен, односно на лизгава подлога, каде што беше испровоцирана каросеријата, успеав добро да се снајдам. Во секој момент почувствував каде оди и како треба да се смири возилото. Мал, но со големи манири е Yaris Cross. Dacia Spring изненадува со својот концепт на електрично возило. Во секој поглед, прво по цената, бидејќи е најевтин електричен автомобил што може да се најде на пазарот, а изненадува и со неговата опременост. Покрај модерниот комуникацијски, односно ентертејмент забавен систем, има и некои пропусти кои мене не ми се допаѓаат. Пред се тоа е овој клуч. Морате да го стартувате електроавтомобилот со клуч. И не ми се допаѓа затоа што има класична рачна сопирачка. Но тоа е поради компромисите кои мора да бидат направени за да се задржи ниската цена на Spring. Неговото мало меѓуоскино растојание и високото тежиште не ви дозволуваат да лудувате. Впрочем, овој автомобил е направен да не загадува, а не да биде статусен символ. Нема ниту голема батерија. Spring е способен во неговиот капацитет да ве служи околу 200 километри во градски услови. Она што можам да го забележам на овој полигон е дека Dacia има сосем пристојни манири. Не може да очекувате чуда. Сепак неговата намена е еколошки да ве превезува и тоа во градски средини. Четвртата генерација на Фабија донесе нов ветер во грбот на Шкода. Таа е сега поголема од 4 метри, со зголемено меѓуоскино растојание и со атрактивен изглед. Шкода очито дека го најде вистинскиот рецепт на дотерување не само на интериерот, туку и на екстериерот на своите возила. Опремена исклучиво со бензински мотори, Фабија нема електрични амбиции. Шкода ја превзема технологијата од групацијата Volkswagen, но успева да стави свој личен печат на секој производ. Па така, Фабија сега не е само рационална, туку се забележува во нејзината внатрешност и многу емоција. Низ лизгавата основа поминав лесно и без никакви проблеми. Па добив впечаток дека најдобрите динамички својства и што се однесува до стабилноста се, барем на овој полигон, се во рацете на
Фабија. Наскоро ќе ги знаеме и резултатите на нашите тестови. 32-членото Ауто без жири е најголемо жири на нашата планета и со онаа матрица која ја имаме за оценување и тестирање на возилата добиваме интересни резултати. По темелните тестирања добивме неочекуван епилог. Dacia Spring е избрана за победник на Auto-Best 2022, европско признание за најдобар автомобил за вложените пари во Европа за 2022 година. Со вкупно 14.674 поени, Dacia Spring се најде на првото место со удобно растојание над новата генерација на Шкода Фабија со 13.364 поени. По извонредните резултати во EcoBest Challenge-от, водечки проект на Auto-Best организацијата, Dacia Spring го освои посакуваното признание Best Buy Car of Europe во 2022 година. Првиот електричен автомобил на Dacia станува најпопуларното електрично возило во Европа и првото целосно електрично возило што стана Auto-Best финалист во нашите 21 година постоење. Со извонреден опсек и енергетска ефикасност, малото електрично возило импресионираше многу од 32-цата членови на жирито. Во Auto-Best веруваме дека следната година Spring ќе даде важен придонес за демократизацијата на електричните возила во Европа. Dacia Spring има мисија да покаже дека електричните возила може да бидат достапни за секого, може да им помогне на градовите во процесот на декарбонизација со клиентите желни да се возат само на електрична енергија.